Саемите на автомобили, барем во Америка, се уште се во мода. Оваа недела заврши смотрата во Чикаго, каде се представија неколку интересни новитети. На светскиот трон на најпродавани автомобили, Toyota Corolla се задржа 20 години поред, а според студијата на J.D. Powers, возилата со најмалку дефекти се оние на далеку источните марки. 100 години наврши детелинката со 4 листа која и носи среќа на Алфа Ромео и нејзините спортски изведби. Обновени се тандемот BMW X5 и X6, а новата студија од Универзитетот од Грац покажува дека приклучните хибриди не се она што би требало да бидат. Ова е најкусо содржината на денешната емисија. Добре дојдовте во Автомагазин. Во пресрет на неговото лансирање, Порше ги привршува тестирањата на обновениот Каен. Прототипите, подложени на предизвикувачки испитувања на издржливоста, веќе имаат поминато 4 милиони километри. За да се докаже квалитетот, тестирањата се спроведени низ Азија, Африка, Европа и Северна Америка во сите можни услови. Германците засега не кажуваат многу детали за идниот модел, освен дека тој има претрпено доста промени. До толку што споменуваат дека тие се едни од најобемните на некој автомобил во историјата на марката. Корекции има кај погонските склопови, шасијата, дизајнот, опремата и можностите за поврзување. Целта беше да се постигне уште пошироко опфаќање на перформансите на асфалт, удобноста при долги патувања и теренските способности. Иако има уште доста време додека стапат на сила, новите Евро 7 норми веќе започнаа да го земаат својот данок. Како што предупредуваа аналитичарите, прв на удар ќе бидат малите и поевтини модели, како што беше Kia Rio. Зборуваме во минато време, бидејќи корејската компанија одлучи да го повлече од европскиот пазар, проценувајќи дека заради прилагодувањето на нормите, неговата цена би пораснала за 3 до 5.000 евра, што е премногу за купувачите. Него му е време за нова генерација, која очигледно нема да ја дочекаме. Продажбата не му беше кој знае толку голема, но сепак бројките со текот на годините стабилно се одржуваа. Од Kia засега не стигнуваат никакви информации со што би се потполнила празнината меѓу малиот Пиканто и трендовскиот Стоник. Голема веројатност е ништо да не е испланирано, бидејќи со престојната електрификација и днината на овој сегмент е сериозно доведена во прашање. Пред некоја година Peugeot реши наново да ја постави својата стратегија за спортски модели и го представи хибридниот 508 кој место GTI ја носеше ознаката PSE како кратенка од Peugeot Sport Engineered. Се одликуваше со најнапредна технологија за електрификација, со кој 1,6 литарскиот бензински мотор со 200 конски сили беше засилен на вкупно 360 добиени од два електромотора. Погонот на сите тркала обезбедуваше одлични возни својства, а батериите со капацитет од 12 киловат-часа електрична автономија од градски 50 на километри. Peugeot 508 PSE имаше аргументи за битка со германската конкуренција, но купувачите како да го игнорираа. Се очекуваше да опфати 5 до 6% од вкупната продажба на моделот, но стигна само до неколку илјади. Затоа и Peugeot пред очекуваниот редизајн ја прекина неговата продажба, како и плановите за лансирање на други модели со PSE ознаката. Иако официјално не беа докрај потврдени, се очекуваше неа да ја носат експлозивни верзии
верзии на електричниот 208 и бензинскиот 3008. Со желба да ја докаже доверливоста на електричниот погон и човековата упорност да ја совлада природата, британскиот брачен пар Крис и Џули Ремзи ќе тргнат на пат долг 27.000 километри. Стартот ќе биде од северниот магнетен пол, а целта на јужниот. Главно и единствено оружје со кое ќе се спротистават на предизвиците ќе им биде електричниот Nissan Ariya, за оваа прилика посебно подготвен за справување со екстремните обкружувања. Преработките на самото возило не се големи, поставени се огромни тркала и ослонувањето е прилагодено, а погонската група и батериите се стандардни. Придружник на патувањето ќе им биде и посебен дрон кој ќе полетува и слетува од покривот на возилото. Најважните додатоци сепак се турбината на ветер и соларните плочи со кои ќе се полнат батериите во поларните региони. Во ова време на годината, кога со широки раце се делат секакви награди, една изненади. Неја ја промовира Green NCAP организацијата која на возачите им обезбедува информации за еколошката прифатливост на возилата. Според нејзините критериуми, автомобил со најмало влијание на животната средина во Европа е Dacia Spring. Подложена на серија разни тестови, нејзините 5 звездички ги освои со максимални резултати во индексите за чист воздух и гасовите што го предизвикуваат ефектот на стаклена бавча. Покрај тоа доби и рекордна оценка од 9,8 за енергетската ефикасност. Во извештајот на Green NCAP се наведува дека 89% од енергијата повлечена од електричната мрежа е достапна за задвижување на возилото, што укажува на високо оптимизиран процес на полнење на батериите. Исто по 5 звездички, но со нешто послаби резултати со кои се пласираа зад малиот романски електричен модел, постигнаа уште и Tesla Model 3, NIO ET7, Renault Megane E-Tech, Cupra Born, Audi Q4 e-tron и Hyundai Ioniq 5. Заклучок на аналитичарите на организацијата е дека креирана да одговара на потребите на возачите, Dacia Spring поставува стандард за индустријата и со него компанијата е пред многу други. Веќе добро зачекоривме во ова, а се уште пристигнуваат вести за продажбата на нови автомобили од минатата година. Според собраните податоци на глобално ниво, лидер останува Toyota Corolla, која веќе 2 децении е на врвот. За јапонскиот модел лани низ светот се одлучиле повеќе од 1,1 милион купувачи. Интересно е второто место за RAV4. Кумулативните бројки кажуваат дека се испорачани 870.000 примероци. Третото место е резервирано за американскиот бестселер F-серија пикапи на Ford со нешто под 100.000 регистрирани помалку. На четвртото место сосема неочекувано се најде Tesla Model Y, а понатаму следат Toyota Camry, Honda CR-V, Chevrolet Silverado, Hyundai Tucson, Toyota Hilux и Ram Pickup. Генерално гледано, доминацијата на Toyota и американските пикапи нималку не изненадува, која може да биде нарушена само со електричните модели. Мислите на ново возило?
Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радиомрежа. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Откако веќе завлегува во години, BMW темелно ги модернизираше X5 и X6. Иако промените се повеќе козметички, прво што ќе се забележи е дека тие сега повеќе наликуваат на останатите модели од гамата. Предниот дел е целосно редизајниран со потенки и затемнети матрикс LED светла со прилагодлива контрола. Светлата за дневно возење во облик на стрелка се насочени према надвор и служат како трепкачи. Во согласно со трендот што го преферира марката, поголеми се и бубрезите кои може да бидат осветлени. Целината ја заокружуваат остро извлечениот браник со вертикално поставени странични отвори за воздух. Назад помалку работи се сменија, но затоа внатре по угледот на другите модели на BMW се појавија два незабележливо споени екрани. Внимание привлекува и амбиенталното осветлување во 15 нијанси. Ажурирана е и опремата, кај која најголема новост е опционалниот полуавтономен систем за возење што функционира до 140 км на час. Импресионира и унапредениот асистент за паркирање кој ги памети последните 200 метри од рутата поминати пред возилото да застане. Тоа значи дека на барање на возачот, автомобилот може сам автоматски да се врати колку треба. Големи измени има и под хаубата, каде сега сите агрегати стандардно се спарени со 48 волтен благ хибриден систем, чиј електромотор ќе осигура 12 конски сили поддршка. Во понудата ќе се најде новата плагин хибридна верзија со 3-литарски бензинец и вкупно дури 490 конски сили. Импресивните батерии со капацитет од 25,7 киловат-часа ќе овозможат поминување на 110 километри, но за жал оваа верзија нема да биде достапна кај X6. Стандардните цени во Германија се поставени на 86.000 евра за X5, односно 93.000 евра за неговиот поспортски брат. Со овие измени BMW очекува тие да ги задржат водечките позиции на светскиот пазар во своите сегменти пред конкурентите кои се поагресивно настапуваат. Производството, како и досега, ќе се одвива во Соединетите Американски држави. Секоја година ценетата аналитичка куќа J.D. Power ја објавува својата студија за сервисните интервенции на возилата стари неколку години, која е одличен индикатор за нивниот квалитет. На неа веќе долг период на врвот се далекоисточните марки, што и не е за чудење, но годинава сепак е изненадување тоа што тие буквално ги запоседнаа првите позиции.
Вкупно беа анализирани преку 30.000 возила стари 3 години, кои се купени како нови. Генералниот заклучок е дека квалитетот се подобрува, со најмногу проблеми со напредните технологии и инфозабавните системи. На тронот е Lexus со забележени 133 проблеми на 100 возила, а на пристојно растојание зад него со 144, односно 152 проблеми се Genesis и Kia. Понатаму следат Buick и Chevrolet како единствени американски марки во првите 10. Топ листата ја надополнуваат уште Mitsubishi, Toyota, Hyundai, Mini и Nissan. На дното пак приказната е сосема поинаква. Убедливо и најниско пласиран е Land Rover со 273 проблеми, а пред него се уште Lincoln, Audi, Ford и Mercedes. И возилата на Тесла има доста низок квалитет, но бидејќи компанијата не ги исполнува условите на J.D. Power, официјално не е рангирана. Со зголемувањето на бројот на електрични и електрифицирани возила, производството на батерии бележи вртоглав пораст. Само лани произведени се батерии со вкупен капацитет од 800 гигават часа, а тоа ќе продолжи да се зголемува во понатамошните години. Возилата со технологија на приклучен хибрид станаа прифатлива солуција за градските возачи, но последната студија покажува дека тие не се ниту приближно еколошки како што се представуваат дека се. Како што предвидуваа аналитичарите, производството на батерии на глобално ниво лани порасна за 1/4, надминувајќи 800 гигават часа. Заслугата за тоа ја имаат за електричните возила, чија побарувачка рапидно расте. Заради тоа и годинава се очекува понатамошен раст на производството на батерии за најмалку 20%. Вртоглавиот пораст започна уште пред 5 години, од кога капацитетите беа главно резервирани за потребите на преносните уреди. Тогаш светското производство на батерии изнесуваше едва и 100 гигават часа. Сега пак, кога продажбата на електрични возила надмина 10 милиони, тие го презедоа приматот. Аналитичарите токму така и предвидуваа, но за жал не се оствари уште една нивна прогноза. Цените на батериите не се намалија колку што се очекуваше. Сега се споменува 2025-та како клучна година тие да се спуштат на прифатливо ниво, но заради економската нестабилност и тоа е доведено под знак на прашање. Според податоците на аналитичарите, 78% од производителите на батерии доаѓаат од Кина, а 11% од останатите азиски земји. До крајот на деценијата се очекува производството на батерии да се зголеми за уште 5 пати, а учеството на Европа и Америка во него да порасне повеќе од двојно. Плагин хибридите се рекламираат како совршена комбинација за сите потреби на возачите. За кратки делници се движат на струја, а на подолги на бензин. На тој начин тие во секојдневното користење низ град возат штедливо и без загадувања, а сепак ја имаат задржано практичноста за патување преку викенд. Но, според едно испитување на Техничкиот универзитет во Грац, плагин хибридите дури и со полни батерии во град испуштаат 5 до 7 пати повеќе јаглерод диоксид отколку што се декларира според WLTP стандардот. Овие шокантни резултати доаѓаат како одговор на оправданоста на субвенциите што европските влади ги има доделено на ваквите возила, кои лани се проценуваа на околу 350 милиони евра. Со тестирање на возилата во реални услови, истражувачите на Австрискиот универзитет дошле до разлики кои се движат од 22 до дури 211% повеќе од бројките наведени во нивните спецификации. Кога пак батериите ќе се испразнат, резултатите се 5 до 7 пати повисоки, а не се поклопуваат ниту километрите електрична автономија која реално е
30 до 40% пократка. Нивниот заклучок е посебно важен, бидејќи 70% од плагин хибридите продадени во Европа се користат како службени возила, што значи дека возачите не се грижат многу за тоа дали батериите им се полни или не. Како една од причините за ваквите резултати се наведува стилот на возење, кој заради поострите градски забрзувања ја форсира употребата на бензинскиот мотор. Оние што ја познаваат својата историја не треба да се грижат за еднината. Дали е тоа така? Заклучете сами по прилозите за Алфа Ромео и Волво, две различни по вокација марки, но со изразена страст за перформансите. Славниот амблем поврзан со автомобилите наполни 100 години. Детелинката со 4 листа, која ја познава секој љубител на Алфа Ромео, за прв пат се појави во 1923 година. Од тогаш таа им донесе среќа на многу возачи кои освоија бројни титули за италијанската марка, вклучувајќи ги Формула 1 шампионатите со Хуан Мануел Фанџо за управувачот. И самиот Енцо Ферари ја започна кариерата во Алфа Ромео пред да започне да настапува со собствен тим. Токму неговото име е поврзано за појавувањето на 4-листната дентелинка на автомобилите на Алфа Ромео пред 100 години, кога заедно со помалку познатиот Уго Сивочи се надпреваруваа по тогаш земјените тркачки патеки. Сивочи беше искусен и брз возач, но среќата не го следеше. За да го разбие баксузот, тој нацрта зелена детелинка со 4 листа на неговиот болид и навистина после тоа започна да победува, меѓу другите освојувајќи ја и славната Тарга Фолио трка. Од тогаш Алфа Ромео редовно ја користи детелинката како символ на богатата тркачка историја и знак за препознавање, која во ова современо доба се среќаваше на Џулија и Стелвио, задвижувани со 2,9 литарски твин турбо мотор со преку 500 конски сили. И покрај цврсто зацртаната иднина која ќе ја предводат електричните кросовери, Волво размислува и за спортски автомобил. Ваквата можност ја најави замени генералниот директор на компанијата Бјорн Анвал, кој рече дека на секоја марка автомобили и е потребно малку зачин кој ќе помогне да се поместат границите. Тој, иако се огради од дискутабилната профитабилност на еден ваков модел, сепак јасно кажа дека се размислува за негово лансирање. Ваквиот пресврт малку изненадува, бидејќи Волво никогаш не бил производител кому му требало спортски автомобил за креирање на имиџот. Имало размислувања, како што беше купе концептот од 2013-та, чии идеи делумно беа пренесени во Полстар, но со децении ништо конкретно не е превземано во овој сегмент. Единствениот спортски модел кој Волво го имал во својата историја е P1800 од 60-тите години, кој се прослави на големото платно со Роџер Мур за управувачот. Дизајниран е од италијанската ГИА, а во развојот и почетните фази на производството учествуваше и британскиот Дженсен. Се произведуваше од 1961 до 1973 година, а беа направени само 47.500 примероци. Поголем дел од нив завршија во Америка, од каде е и носителот на Гинисов рекорд со поминати преку 5 милиони километри. Во градот на ветриштата се одржа саемот на автомобилите кој нема голема меѓународна тежина, но секогаш бил место каде марките што држат до американскиот пазар сакале да ги демонстрираат своите новитети. Во блокот од Чикаго ви ги пренесуваме новостите од Volkswagen, Toyota и Subaru. Тие во склад на тамошните вкусови представија теренци кои се меѓу најомилените превозни средства на американците.
Volkswagen уште во 2017-та го представи големиот атлас, развиен според вкусот на американските купувачи. Тогаш, за да не остави ниту едно парче од пазарот непокриено, ги истражуваше можностите за негово лансирање и во Европа, посебно на неговата крос верзија. Тоа не се случи, а нема ни сега, кога овој голем теренец е детално обновен. Според одговорните во американската филијала на Volkswagen, тој е првиот модел на марката наменет за новиот континент и како таков стана главен играч на пазарот. Затоа и новите верзии продолжуваат да го градат овој успех. Во тоа ќе им помогнат подобрените технологии, унапредениот дизајн и поквалитетните материјали. Однадвор нов е изгледот на предниот дел, кој сега повеќе се разликува кај двете изведби. Широката маска е обрабена со LED светла со нов систем за прилагодување на снопот. Над неа се протега осветлена лента, а и амблемот на марката исто така е осветлен. Содржината на внатрешноста е подигната едно ниво повисоко, посебно во погледот на поврзаноста. Достапно е амбиентално светло со избор од 30 различни бои, а инструмент таблата има иновативен дизајн со позадинско осветлување. Електрониката дозволува ограничено полуавтоматско возење кое во град предупредува на препреки, а на отворен пат ги одржува растојанието и брзината со другите возила. Големиот V6 мотор е исфрлен од понудата и место него ќе се вградува исклучиво дволитарски турбоагрегат со 269 конски сили. Пренесувани преку 8-степен автоматски менувач стандардно на предните тркала, а со доплата и на сите 4, Атлас ќе може да повлече приколка тешка 2,3 тони. Деталните спецификации и цените ќе бидат објавени пред неговото пазарно лансирање во третиот квартал годинава. Кога се лансира нова генерација на веќе познат модел, очекувано е да се направат интервенции на изгледот што ќе го одвојат од претходната. Барем тоа така го прават европските и американските марки. Сепак јапонците имаат поинаков пристап, давајќи предност на еволутивните наспроти револуционерните промени. Subaru Crosstrek ја задржа силуетата што ја има од самиот почеток и додаде помали фарови и поширок нос. Во однос на пропорциите, новитетот е околу 15 мм подолг од стариот Crosstrek, бележејќи вкупна должина од 4,48 метри. Темната пластика, за да се нагласи теренскиот изглед, се користи повеќе, додека лаковите на тркалата изгледаат речиси идентично со оние на најновиот WRX. Subaru истакнува дека каросеријата е за околу 10% подсврста. Под хаубата на Subaru Crosstrek се наоѓа проверениот пар погонски единици. Тоа се дволитрениот боксер со 152 конски сили и 2,5-литарскиот агрегат што испомпува 182 конски сили. За оние што предпочитаат рачна работа, веста дека исфрлен мануелниот менувач може да биде разочарувачка. Секој Crosstrek исклучиво ќе испраќа сила до сите 4 тркала преку линеатроник CVT менувач. Она што е прескокнато е било која форма на електрификација, барем за сега. Внатре во основниот Crosstrek купувачите ќе го најдат истиот 7-инчен инфозабавен систем од моделот на заминување. За среќа се нуди и нов 11,6-инчен инфозабавен систем поставен вертикално. Со оглед дека е најдобро продаваниот модел на Subaru во Америка, нема да биде пропуштено за него да се понудат многу опции за да се создаде визуелно и возачко искуство и на патот и надвор од него. Crosstrek дебитираше пред 12 години и досега се продадени повеќе од 1.000.000 примероци, а само лани забележани се 155.142 продажни договори. Успехот на Crosstrek е благодарение на големиот простор за патници и товар, разновидоста и проодноста проследени со конкурентната цена која започнува од $26.000. За сега нема никакви планови Subaru да го продава Crosstrek во Европа.
Ажурирањето на надворешниот дизајн е само најава за она што американците ќе го добијат од новиот рафинат на кросоверот Highlander. Самата додавка Грант укажува дека тој ќе има поголемо меѓуоскено растојание, зголемена кабина и трет ред седишта. Главната вест е поврзана со внатрешноста, се разбира, како и со скриените механички делови. Што е најважно, Toyota тврди дека ново представениот Grand Highlander за 2024 година ќе може да прими до 7 или 8 возрастни лица. Покрај вметнувањето на третиот ред седишта ќе има доволно простор за багаж. На конференцијата за печатот одржана на салонот на автомобили во Чикаго, апостроф е ставен на интериерот. Според кажаното, активниот семеен крстосувач нуди бројни простори за складирање низ кабината, багажен простор од 2775 литри со преклопени седишта, а напред возачот има пристап до стандарден 12,3 инчен екран за инфозабавниот систем, голема централна конзола што може да собере таблет и има безжичен полнач. Не се пропушти да се напомене дека низ целата кабина има дури 13 држачи за одложување на шишиња. Кога ќе биде понуден на пазарот, Toyota тоа го најави за летните месеци, ќе има 3 нивоа на опременост и исто толку погонски единици. Основната ќе ја задвижува 2,4 литарскиот турбобензинец со 265 конски сили, следи хибридниот склоп со 2,5 литрен мотор со избор на погонот на предната или двете оски и најсилниот со 362 конски сили наречен Hybrid Max, кој има вртежен момент од 544 ньютон-метри. Тој го совладува спринтот до 60 мили на час за 6,3 секунди и има капацитет за влечење од 2268 килограми. Деталните податоци ќе бидат објавени пред пазарното лансирање. Дојдовме до крајот на денешното издание. Убава работна седмица, а со новитетите од светот на автомобилите очекувајте не следната сабота. До гледање.